Јас тврдам дека доколку одиме на меѓународен суд во Хаг, овој договор можеме да го не само да го поништиме, туку да биде еден вид документ кој што ќе биде правен преседан. Би рекла неповторлив случај во македонската, во европската, но и во светската историја, каде што практично ќе докажеме дека врз база на принципите кои што тие тука се фала дека ги почитуваат со договорот, ние практично ги погазивме овие принципи и утврдени во Повелбата на Обединетите нации и во завршниот документ на КЕПС и сите оние демократски принципи во Советот на Европа кои што во преамбулата стојат, тие се целосно погазени и овој договор мора да биде рушлив и ништовен како таков, затоа што е спротивен на меѓународното право, на правото кое што почива, врз кое што почива целата меѓународна заедница. Јас не можам да најдам еден член во овој договор, освен оние економските аспекти кои што се втор дел од договорот и кои што му се наметнати на овој прв дел од политички договор, нели? Не можам да најдам еден член, една реченица која што не погазува меѓународни принципи и демократски принципи утврдени во европското, но и во меѓународното право. Една реченица, еден збор не можам да најдам кој што не е спротивен на меѓународното право. Сега ако е така, ако со овој договор ние практично признаваме капитулација, ние практично признаваме дека некој може, му дозволуваме на некој, во случајот Хеленскава република, односно Република Грција, да ни прави современ геноцид, да не поништува, да не множи со нула во 21 век, ја не можам да најдам нешто што ќе можам да го одбранам цело во ова капитулантско дело кое што ни е направено од страна на велепредавниците на власта. И ова најодговорно го тврдам, затоа што буквално нема ништо што е позитивно за Република Македонија во контекст, дури ако сакате, ниту на пристапувањето наше идно во Европска Унија или во НАТО, затоа што да бидете членка на Европската Унија, вие мора да ги почитувате основните, елементарните демократски принципи, стандарди и вредности. Тие вредности се почитување на човекови права, пред се и над се. Овој договор се коси со сите меѓународни и европски документи за заштита на човековите слободи и права. Почнувајќи од Европската конвенција за човекови права, сите оние меѓународни повелби кои што ги знаеме за граѓански, за политички права и слободи и така натаму и така натаму, овој документ буквално ги коси, ги поништува сите стандарди за човекови права и не може да се наметне, бидејќи е билатерален, не може да се наметне врз нив. Затоа што меѓународното право за човекови права е тоа кое што е неприкосновено. Овој документ ние не можеме да го прифатиме затоа што е спротивен на сите стандарди утврдени од страна на меѓународната заедница за заштита на човекови права. Втор момент кој што е исто така многу важен. Ние со овој документ практично се ставаме во подредена позиција, во инфериорна позиција. Ние го губиме суверенитетот како држава. Дозволуваме на грците да ни се мешаат во нашата внатрешна юрисдикција, да ни кажуваат што ќе биде устав, како ќе си го искроиме нашиот, како ќе си го организираме нашиот уставен поредок, како ќе го организираме нашиот политички, правен, општествен, економски, културен, социјален, историски, секаков систем. Значи, ние практично им дозволуваме на грците да имаат постојано маша во рака со која што кога ќе им затреба ќе не удрат. Секое поглавје, како ќе им доаѓа за наше пристапување кон Европската Унија, може буквално да биде пречка некоја активност или действие на владата, на некоја идна влада, може да биде пречка за наше понатамошно продолжување на преговорите за во некоја област. И дозволуваме на Грција да има маша, каде што постојано ќе не тепа како мало дете, како учениче, да се вратиме во клупата и да го спроведеме она што тие како ултиматум ќе ни го наместат. Од тука мислам дека договоров е геноциден во својата суштина, затоа што не дозволува македонскиот народ да си има сопствен идентитет, оној идентитет кој што автохтоно ни припаѓа, кој што ние го имаме како наш суверен идентитет, бидејќи ние сме граѓани и ние си го определуваме нашиот идентитет каков ќе биде, дали ќе биде македонски, северно македонски, тоа треба нас да не прашаат. Втор момент, не става во незавидна позиција, што значи владата и подписникот сторуваат кривично дело
повреда на нашата независност како суверена држава, што е предвидено со казна затвор од најмалку 5 години. Трета работа, не ни дозволува да бидеме да имаме своја внатрешна правна, но и политичка юрисдикција во сопствената држава. Пазете, ни наметнува што ќе биде устав во нашата земја. Ни наметнува и не кажува како ќе си ги организираме нашите институции. Ни наметнува како ќе ја креираме нашата политика. Грција ни наметнува свои ставови кои што утре може буквално да не стават во покорна, туку во тотално робовска позиција. И доколку ние тоа не успееме сега да го трнеме настрана, како рушлив овој документ, како рушлив, како ништовен, ние понатака ќе ги видиме сите негативни последици. Младите генерации ќе ги почувствуваат сите негативни последици во имплементацијата, во примената на овој договор. Так. Да не збориме за тоа дека буквално секоја наша изјава, еве ова сега што го зборувам, може грчката страна да го третира како иредентизам, како шовинизам, како национализам и може да бидам казнета затоа што зборувам на начин на кој што зборувам. Значи, каде е слободата на говор? Каде е слободата на мисла? Кај се нашите човекови права? Ние сме тотално дискриминирани по сите можни основи. И да не редам редица други работи кои што служат како правни, но и политички, но и човечки аргументи зошто овој договор сметам дека е најкапитулантското дело кое што можеше да го направи една влада на Република Македонија. Јас дури се чудам како можат се уште да бидат министри, премиер во оваа влада. Треба да подитно да си поднесат оставка.